Со вкрстено испрашување на вештите лица, денеска во Кривичниот суд во Скопје продолжи судењето за случајот во кој што пред 3 години загина пешакот Слободан Ангеловски, откако беше смртно прегазен од Гордана Филиповиќ, близу мостот Гоце Делчев. На рочиштето беа испрашувани тројца сообраќајни вештаци, а се изведува и материјални докази од трагичниот настан. Од семејството на загинатиот Ангеловски се разочарани од исказите на вештакот на одбраната, кои според нив не соодветствуваат со реалноста. Адвокатот на одбраната, пак Владимир Туфекџиќ, бара да се утврди дали починатиот претходно имал контакт и со други возила. Јас сум запрепастен исто од излагањето на вештакот на одбраната. Значи, не можете вие да барате 2/3 придонес на човек кој што поминувал на пешачки премин, при тоа во првата и во втората лента застануваат возила и го пропуштаат. А вие најбрутално и без да гледате напред го газите човекот. Судот треба правилно да цени и да не подлегнува на вакви јас милувам да ги кажавам лажни вештачења, меѓутоа го повлекувам тој збор, вештачења кои што не соодветствуваат со реалноста. Ние од се што бараме апелациониот суд да постапи, односно Кривичниот суд да постапи согласно на паствијата на апелациониот суд и да се утврди дали постоела причина за губењето на рамнотежа на пешакот и дали една од причините е и теоретски возможна, а да пешакот имал контакт со возилото во средната коловозна лента пред падот и тоа било причина за падот на коловозот.